16 глава. Таму прочитавме за помазувањето на Давид за цар. И тоа беше првата глава каде што се спомнува за Давид. Но интересно е, после помазанието, како Давид беше помазан за цар, тој се врати назад при овците. Продолжи да ги паси овците. И Давид остана непозната личност, скромна, се до овој настан. Оно што сега го гледавме всушност е битката која што ќе го дефинира Давид. Најпознатата епска битка, двобојот помеѓу Давид и Голијат. Нешто за кое што верувам дека нема човек кој што не слушнува. Ова битка не само што е, можеби, најпознатата во Библијата, туку веројатно и во целата историја на човештвото. Особено, можеби, заради неравноправноста на силите. Од една страна имате джин, човек за кој што Библијата ни кажува дека веројатно имаше 3 метри и повеќе височина. А од другата страна имате малекско момче, за кое што се претпоставува дека имаше околу 16-17 години. И овие двајцата требаше да влезат во една навидом неравноправна битка, па сепак во таа неравноправна битка беше победен непобедливиот непријател. И тоа е она кое што го опишува прва книга Самуилова 17 глава. И ќе си речете, па добро, на нас ни е многу добро познато ова нешто. Дури оние што се пораснале како деца во црквата, уште од мали знаат за оваа битка. Дури и децата знаат за битката помеѓу Давид и Голијат. Но сакам вечерва да погледнеме некои работи во самиот текст кои што верувам ќе ни помогнат да извлечеме од него и други поучни, корисни, духовни вистини кои што важат и за тебе и за мене. Затоа, иако можеби ви стои позната ова приказка, верувам дека не е тоа се што можеме да научиме. Еве на самиот почеток ќе читаме и може Зоки да вклучи текстот кој што ни го опишува Голијат. Рековме дека Давид се уште до тогаш беше непознат, но во меѓувреме се случи филистејците да завојуваат со израелците и тие се собраа на битка. Пишува, филистејците ги собраа своите чети и се состанаа кај Сохот во Јудеја. И таму ако продолжиме да читаме, вели, филистејците стоја на гората од едната страна, израелците на гората од другата страна, а долината беше помеѓу нив. И од филистејските редови излезе еден предизвикувач, се викаше Голијат, а беше од Гат. Беше висок 6 лакти и една педа. На главата имаше бронзена кацига, а беше облечен во лушпест оклоп, а оклопот му беше тежок 5000 бронзени сикли. На нозете имаше бронзени ногалки, а на рамењата бронзен штит. Дршката на неговото копје беше како ткајачко кросно, а само врвот на копјето тежеше 600 железни сикли. Ова е краткиот опис. И гледајќи го видеото, може би изгледа вака лесна победа, си кажеме, па знаеме си да Давид победи. Но ставајте се во кожата на Давид. Давид беше неискусно момче, никогаш не војувал, немаше војничка обука. Тој беше овчар. Се што правеше ги пасеше овците. Од друга страна имаше човек кој што цел живот беше обучуван да војува. И не само тоа, димензиите кои што се опишани за него, еве ќе ги преведам во наши вредности, за него пишува дека тој бил висок 3 метри. Само оклопот што го носел на себе си тежел околу 50-60 килограми. Може да замислите. Копјето, врвот на копјето пишува дека тежел околу 7 килограми. Се претпоставува дека неговата тежина, самиот тој тежел околу 250 килограми. Ова се димензиите на овој човек. И да излезете да се борите против него, не знам со што да го споредам. Замислете, тоа е исто како ГФК Неготино да се обиде да се бори против Манчестер Сити и да очекува да победи. Или против Барселона. И да се надеваме дека ќе победиме. Или Македонија да ја објави војна на Америка, не знам, на Кина. И да велиме, шо не ви се плашиме.
Или замислете некој со Фичо да влезе во трка со некој со Мерцедес или Ферари. Ние би рекле тоа е однапред изгубена трка, нели? Никој не очекува во едни такви несразмерни сили да победиме. Така беше ситуацијата помеѓу Давид и Голијат. Па сепак има работи кои што можеме да ги извлечеме како поука и затоа сакам да тргнеме од самиот почеток. Најнапред ако читаме, ќе видиме дека Голијат како филистеец излегуваше секој ден и ги предизвикуваше израелците на битка. Читаме во 8 стих, вели, не сум ли јас филистеец, а вие Сауловите слуги? Па изберете помеѓу вас еден човек, нека слезе кон мене. Ако победи во борбата против мене и ако ме погуби, ние ќе бидеме ваши слуги или ваши робови. Ако па јас го победам него и го погубам, тогаш вие ќе бидете наши слуги и ќе ни робувате. Филистеецот реше, и уште јас денес ги предизвикувам Израелевите бојни редови. Дајте ми човек за да се обидеме на двобој. Кога Саул и сиот Израел чува што рече филистеецот, ги опфати страв и трепет. Погледнете, овој филистеец, овој джин од човек, 3 метра висок, веројатно ако стоеше тука ќе му утираше главата горе и немаше да го собере. Секој ден излегуваше и ја предизвикуваше Израелевата војска. И во тоа време имало еден популарен метод на војување, за да не гинат непотребно огромен број на војници и цели војски. Тие избирале од двете страни шампион кој што ќе излезе и ќе се бори во името на сета војска. Од едната страна излегува Голијат, од другата страна требаше да излезе најдобриот војник од Израелевата војска и да се борат. И онаа страна која што ќе победи добива се, страната што ќе загуби, нели, стануваат робови. Сега шампионот на филистејците беше Голијат. И ќе си кажеме со причина, тие го избра најголемиот, највисокиот, најсилниот. Но од другата страна немаше шампион. Голијат излегуваше секој ден. Што мислите, колку дена поред излегуваше Голијат да ги предизвикува? Тие што читат ќе знаат. Секој ден. 40 дена поред. Читаме во 16 стих. Ако читаме поред, но нямаме време да го читаме целиот текст, целата глава, пишува, а филистеецот излегуваше секое утро и секоја вечер и се покажуваше така 40 дни. 40 дена, луѓе! 40 дена некој да ме предизвикува секој ден. Ајде бе, имали јунак! Ајде, имали јунак! Секој ден! Ајде, излезете да се борите! И секој ден од другата страна молк, ќутат. Секој ден нема никој да се дрзне да излезе. 40 дена. Јас се прашувам, свикам, добро, што очекува од другата страна да се случи за тие 40 дена? Може би си вели, овој ќе излева, ќе му здосади и ќе си отидат. Да, може би се надеваа дека ќе прекинат. Но не излегуваше. Не престануваше да излегува Голијат. Секој ден. За мен ова на еден сличен начин покажува како светот се однесува кон нас. Знаете, ние како христијани сме во една постојана битка, во една постојана борба со овој свет. Библијата ни кажува дека нашата битка е со овој свет, со силите, поднебесните сили на злото во овој свет. И овој свет секој ден ни се заканува. Ние како христијани го знаеме тоа. Сите ние што сме одлучиле да живееме свет и праведен живот. Секој ден сме на удар од искушенијата во овој свет. И овој свет нема да биде со тебе нежен, веруј. Во моментот кога ќе станеш христијанин, овој свет ќе објавува војна. И нема да е нежен. Тој секој ден ќе се обидува да те сруши долу на земјата. Секој ден ќе се обидува преку искушенија да твојот морал го сруши. Секој ден ќе се обиде да те натера да паднеш во грев. Ќе ти нуди различни искушенија. И нема да се откажува. И може би ќе си речеш, ова трае сега и ќе помине. Не поминува. Секој ден, исто како овој Голијат кој што излегуваше секој ден, така и светот секој ден ќе не напади.
Знаете, дури Исус кога беше искушуван, тој беше искушуван 40 дена во пустината. 40 дена ѓавол го искушуваше со различни искушенија. Му нудеше богатство на овој свет, му нудеше да му се поклони, му нудеше, еве, нели, ќе ти дадам лек и различни нешта. И знаете што е интересно? Откако завршија 40 дена, пишува и ѓаволот го остави за известно време. Не пишува го остави за до крај, веќе не му досадуваше. Не. Исус не беше оставен во искушенијата за цел живот, беше оставен за известно време. Ѓаволот продолжи да го искушува. Затоа не очекувајте и вие во овој свет дека ќе престане да ме напаѓа со различни искушенија. Но она што треба да направиме како и Давид, да заземеме цврст став. Има една теологија која што учи, знаете, ние сите веруваме дека Исус ќе дојде на овој свет и ќе настапи Божјото царство. Но има теолози кои што учат дека всушност пред да дојде Исус, светот ќе станува се подобар и подобар и на крајот самиот свет ќе стане толку добар што ќе стане како рај на земјата. Војните ќе престанат, сиромаштијата ќе престане, болестите ќе престанат, ќе напредне медицината, технологијата и ние ќе живееме на земјата како во рај. Толку ќе бидува, ќе се сакаме, ќе се гушкаме едни со други, сите, нели, нема да има омрза. Верувате ли дека такво нешто? Има теолози кои што сметат дека така нештата ќе се одвиваат. Всушност обратно е. Обратно е. Библијата кажува дека светот ќе оди на полошо и на полошо. Искушенијата ќе бидат се поголеми. И она што го гледаме можеби сега во исламските земји, каде што христијаните се гонети, убивани, затварани, за жал сега се почесто се случува на западите. Ако порано христијаните таму беа затварани заради нивната вера, знаете ли дека веќе се случува и во Европа? Пред само неколку недели беше затворен пастор во Англија, околу 70 години возрастен човек, кој што на улица го проповедал Евангелието од Јован, 3 глава 16 стих. Само заради тоа што го читал, е затворен во затвор. Може да замислите. Една жена исто на улиците во Лондон, затоа што се молела во себе, е однесена во полициска станица и беше затворена. Дури не можете ни да се молите. Еве, тоа се нештата што се случува се почесто. Сега, како реагира кога го слуша Голијат да излегува секој ден да ги предизвикува? Како реагира Саул и Израилевата војска? Читаме во 11 стих, кога го слушна сето тоа, вели, ги опфати страв и трепет. Но како реагираше Давид, ова е сосема поразлично. Давид, кој што не беше таму, тој беше и ги пасеше овците, неговиот татко реши да го испрати за да однесе храна на неговите тројца браќа што беа на бојното поле. И знаете, Давид како овчарче си ја зима храната, ја носи и оди таму и што ќе види? Гледа војската собрана од другата страна непријателска, во долината, за која што се кажува дека била на големина на едно фудбалско поле. Излезе некој си там джин и вика. Интересно е, ако читаме во 20 стих, 23 стих, вели, додека разговараше Давид со нив, се мисли со браќата, ете оној предизвикувач, кој што се викаше Голијат, филистеец од Гат, излезе од филистејските бојни редови и повторно истите зборови ги упати. И текстот вели неслучајно, и Давид ги чу. И Давид ги слушна. Давид ги слушна истите зборови, кои што ги беше слушнал цар Саул и за кој што го опфати страв и трепет. Израилевата војска беше во страв и трепет. И Давид ги чу истите зборови. И гледате како реагираше Давид. 26 стих читаме, Давид вели, и кој е овој необрезан филистеец кој што ја предизвикува војската на живиот Бог? Кој е овој? Што се занесува овој? Кој е овој необрезан филистеец што тука излегол надвор? Добро, вие не ли слушате дека ме вреѓа? Замислете, Давид не се уплаши, туку беше огорчен. Давид реагираше на еден храбар начин. Давид не дозволи да биде исплашен од заканите на овој филистеец, иако целата војска беше во страх и трепет. Прашањето е, кога овој свет ни се заканува на нас, како јас и ти реагираме како христијани? Ние ќе слушаме различни информации. Еве и пред малку исподелив, во Англија забранувале веќе да се молиш како христијан на улица.
забранувале да проповедаш, забранувале да кажеш вистината. И можна и не дај Боже, ако кажеш нешто од Библијата, може да те затворат, подобро да си молчиш. Како јас и ти реагираме на ваква информација? Дали си спремен да речеш, нема да се уплашам, затоа што сум Божјо дете, и јас ќе продолжам да зборувам за Господ, ќе продолжам да живеам свет начин, ќе продолжам да живеам според Библијата, па што сака нека биде. Или пак ќе те опфати страх како Саул и целата војска Израелева. Ние немаме причина да се плашиме, затоа што самиот Исус ни дава ветување. Ако читаме во Матеј, Исус ни кажува вака: јас ве испраќам како овци меѓу волци. И јас и ти знаеме дека во овој свет ние сме како овци меѓу волци. Но слушнете што продолжува Исус и што вели. Вели: во светот, во овој свет ќе имате неволи, но не плашете се, јас го победив светот. Исус вели: не плашете се, јас го победив светот. И дури на едно место, кога Исус му се обраќа на Петар, вели: да, ти си Петар, и јас ти кажувам дека портите на пеколот, вели, нема да ја надвладеат црквата. Овде Исус зборува за црквата Христова, која што е во овој свет, и кажува дека Христовата црква, портите на пеколот нема да ја надвладеат. Кога го слушате овој стих, веројатно си ја замислувате портата на пеколот или војските на пеколот, како ја напаѓаат црквата, а црквата тука некако се брани и одвај успеа да издржи. И си вика: издржи уште малку, издржи, нема да е силен нападот. Но всушност обратно е. Бидејќи овде Исус вели дека портите на пеколот нема да издржат, нема да устојат. Знаете ли кога се зборува за порти, особено во тоа време, за што станувало збор? Секој еден град, за да се заштити, обично изградувале големи дебели ѕидови и на влезот ставале големи порти. И кога доаѓал непријател, тие порти се затварале, и ако сакале градот да биде заштитен, тие порти морале да обстојат. Колку и непријател да напаѓал, главна цел било да не дозволат портите да бидат скршени. Дејќи ако непријателот успее да пробие низ портите, тогаш градот е освоен. И овде Исус зборува за тоа нешто, но слушайте, Исус кажува во обратна ситуација, вели: црквата дека е толку надмотна, што вели портите на пеколот нема да издржат. Зар не ве радува, браќи и сестри, дека ние сме тие посилните? Портите на пеколот се плашат од нас, нивните порти нема да устојат. Црквата ќе остане победоносна. Во овој свет ние сме победниците. Затоа Давид, познавајќи го својот Бог, тој не се плашеше од Голијат. Сега, ако читаме понатаму, ќе видиме дека кога цар Саул разбра што кажува Давид, цар Саул побара да го донесат Давид кај него. И Давид му објасни, вели: царе, јас ќе се борам со Голијат. И јас, вели, еве, ќе излезам напред и ќе го победам. И слушнете што кажува цар Саул на овие зборови. Во 33 стих: сите си исплашени, читавме, целата војска треперат во страх и трепет. Никој не се осмелува ни да букне, нема ни еден јунак од целата војска. И се појавува едно момче, вели: јас ќе се борам, бе. И слушнете како одговора цар Саул. Во 33 стих вели: а Саул му одговори на Давида: не можеш ти да излезеш против овој филистеец и да се бориш со него, зашто ти си уште дете, а тој е воин уште од својата младост. Не беа баш некои зборови, но со кој што нели Давид би се охрабрил. Цар Саул не се обиде баш да го охрабри, да рече: браво бе, момче, браво, со тебе нека е Господ, оди напред. Веројатно Бог во тебе го ставил неговиот дух, оди и ќе се молиме за тебе да победиш. Не, тој му рече: кај бе, ти ќе одеш да се бориш, види бе како си пиеш палец, уште си дете. А знаеш ли тој против кого се бориш кој е? Тој уште од младине е обучен да се бори. Тој е воин уште од младине. Уште ова му требаше на Давид, уште некој така да му каже. И си велам, колку пати кога јас и ти ќе го прифатиме Господ Исус за Спасител, кога ќе станеме христијани и кога ќе почнеме на црква, ќе се најде некој баш вака да не охрабри.
ќе почнеш да оди на црква и ти велат, кај бе ти си решил там на црква да одиш? Шо се глупирате бе таму, сте се собрали 20 души? Вие ли ќе го минувате светло? А бајде не се занесуде. И многу пати наместо нашите најблиски да не охрабрат, тие знаат всушност обртно, како цар Саул, да не обезхрабрат. Тие знаат да ни упатат зборови со кои што ќе ни кажат дека ние не можеме да го смениме овој свет. Кои сте вие таму? Вие ли нешто ќе минувате? Вие сте одлучиле правда ќе правите. Вие ќе правите добро во градот. Вие ќе сте делеле комунитарна помош ќе помагате. Кои сте вие? Вие ли ќе го смените светот? Често пати, за жал, добиваме обезхрабрувачки зборови, кои што за жал не одат во прилог. Но она што мене ме радува е што Давид и овде не дозволи да биде обезхрабрен. Давид му одговори на Саул со следните зборови. Рече вака: твојот слуга му ги чуваше овците на својот татко, па кога ќе дојдеше лав или мечка, вели тој ќе ја фатеше овцата од стадото, ја отргнуваше од него и јас вели го удирав и ја истргнував од устата овцата од неговата уста. И ако се кренеше тој против мене, го фаќав за гривата и го удирав додека не го убиев. Твојот слуга убил и лав и мечка, па и овој необрезан филистеец ќе помине како еден од нив, зашто ги предизвика бојните чети на живиот Бог. Еј, слушате што вели Давид. Можеме тука да погледнеме, има нова слика. Давид му одговара на Саул, вели, твојот слуга се справил и со лав, и со мечка. На местото на цар Саул, јас би си помислил да не преперува овој, да не додава малце. Знаеш како рибарите кои ќе прашаш што риба фати, кава риба. И знаеме да си додадеме. Ама овде Давид не лажеше. Тој имаше навистина такво искуство, ние можеме да се чудиме како бе ова момче се справил со лав. Ама ете ти го кажува. Вели, кој ќе дојдеше лав, го фатав за гривата, го удирав додека не го убиев. И мечка, вели, кој ќе дојдеше и со мечката истото прави. Да, интересно е што Бог на Давид му давал сила и му помагал. И ако се прашаме од каде му на Давид толкова самоувереност дека ќе се справи против Голијат, да од каде доаѓаше неговата самоувереност. Затоа што тој претходно имаше искуство со неговиот Бог дека му помага. И од таму треба да дојде и нашата самоувереност. Јас и ти, ако треба да се вратиме на назад, сигурно може да се сетиме на многу ситуации во нашиот живот каде што Бог интервенирал на чудесен начин. Може би во тој момент сме мислили дека тоа е неизбежна, невозможна ситуација. Може би ти се чинела ситуацијата така баш како некој лав и си викаш оваа ситуација ќе ме растргне. Готов сум. Може би ти се чинела како мечка. Но интересно е, во многу ситуации Бог не избавува. Дури Господ ни одговорил со одредени чуда. Јас верувам, еве сум разговарал со многу од вас, и со Ристи, и со другите, и си велиш, јас ова не можам да го поминам. Не може би си чиниш во долгови сум, ќе го преживеам ли јас ова, може би во некаква болест, во било што. Ама Господ ти е помогнал да излезеш. И тоа нешто те учи да му веруваш. И си велиш, ако во ова ми избави Бог, па јас сум имал моќен Бог, мојот Бог може да ми избави од друго. Јас кога поверував на почетокот, слушав во црквата дека Господ исцелува кога си болен. И си доаѓам еден ден дома, мајка ми целата во болки, овка, шо ти е мамо, вика, грлот ме боли, страшни болки имам. И јас онака наивно викам, може да се молам јас за тебе? Ајде. Се молев за мајка ми и во истиот ден мајка ми беше исцелена. Болките исчезнаа. Јас тогаш научив дека Бог одговара на молитвата. После година-две со Даниела бевме студенти во Бугарија и ни го ограбија таму станот, ни ги зедоа сите пари и се молевме заедно со студентите што беа. Истата вечер Бог направи и остави на срцето на овие братци да се вратат и да ги вратат парите. Да. Се вратија назад и ни ги дадеа парите сите што ги беа украли. И јас знаете што кога го раскажував тоа на други луѓе, тие не верува, исто како Давид сега што раскажува дека се тепал со лав и со мечка. И многу од моите роднини ми се смеја, вика, ајде, нели тако нешто не се случило. Викам, сега вие може да не верувате, ама тоа го направи Бог. И знаете, такви чуда нас не учат дека ако Бог помогнал со лавот, помогнал со мечката,
Бог ќе ми помогне со Голијат. Затоа Давид ја имаше таа самоувереност. Ја имаш ли ти? Ако го познаваш добро твојот Бог, тогаш знаеш дека Бог може да те извади од поголеми ситуации. Знаеш дека можеш да му веруваш. Читаме понатаму дека Давид, за да се справи со Голијат, ако читаме во 40 стих, вели, Давид го зеде својот стап во раката, потоа избра во потокот 5 мазни камчиња и ги стави во својата пастирска торба, што му служеше како торба за праќа. Па со праќата во раката тргна кон филистеецот. Не знам како го нарекувате тука во Кавадарси ова нешто. Прачица. Прачица може би, значи една таква како ортама, како ремен, се става камен, се врти и се фрла каменот. Но тоа е оружјето чатал, не знам. Чаталот е Слично е, да. Немаме такво важение. Прачица е друга, чаталот. Сега, тоа беше оружјето на Давид. И овде пишува дека Давид зеде 5 камења. Еве овде имаме сликата со камењата. И може би ќе се запрашате зошто 5? Зошто 5 камења кога еден заврши работа? Со еден камен Давид го отепа Голијат. И сега има одговори на ова нешто. Ако читаме во Летописи 20 глава и во 2 Самуилова 21, таму пишува дека Голијат имаше 4 браќа. И може би Давид, знаејќи го тоа, некои велат, па Давид однапред се подготви за Голијат, ама и за неговите 4 браќа. Може би Давид си велеше, јас ќе го отепам овој джинот, ама таму некаде во војската сигурно и са неговите браќа, па најдобро да се спремам и за нив. И тој имаше 5 камења, не само за Голијат, него и за останатите 4 джинови. Ако читате во Летописи во 2 Самуилова, пишува и дека и тие беа джинови, дури некои од нив беа джинови со 6 прсти. Да, веројатно некаква генетска аномалија, но тој размислуваше дека треба да се справи и со нив. И кога читаме за ова нешто, ние сваќаме дека во нашиот живот понекогаш ќе има повеќе од еден джин со кој што треба да се справиме. Ние си мислиме само со ова да се справиме после лесна работа. Но не секогаш е така. Браќата на Голијат знаат да дојдат и тие. И кои се тие джинови? Некои од тие джинови може би се искушенијата кои што доаѓаат во нашиот живот. Може да е тоа телесно искушение, може да е сексуално искушение кај младите луѓе со кои што треба да се справиш. Може да е стравот. За секој еден од нас джинот може да биде различно нешто. И моето прашање е, кој е твојот Голијат со кој што се уште не си се изборил? Кој е твојот Голијат кој што стои пред тебе и за кој што ти треба Божја помош за да го победиш? Велам страво затоа што знам дека се уште има во многу градови, може би и тука, христијани кои што доаѓаат на црква, ама се плашат луѓето што ќе кажат. Се плашат некој да не ги види, да не разбере. Што ако разберат комшиите дека одам на црква? Што ако разберат дека го следам Христос? Што ако некој разбере дека читам Библија, ќе ми се смеат? И има луѓе кои што се уште не се избориле со тој страх. И за нив тоа е нивниот Голијат. Може би кај тебе тоа е сомнежот или неверието. Се прашаш има ли Бог? Дали сум го избрал вистинскиот пат? Дали навистина добро постапувам? Може тоа да се пороците, може би твојот Голијат е некој твој порок, може да е коцкањето, може да е алкохолот, може да е дрогата, пушењето, некој од пороците со кои што се бориш. И тоа е твојот Голијат со кој што треба да се избориш. Неодамна бев во Бугарија, на еден семинар и там имаше едно момче од Србија. Сега христијанин, му служи на Бог. Тој посведочи дека кога станал христијанин, кога дошол во црквата, тој бил зависник од дрога, од алкохол и од коцкање. 3 во 1, пакет. И знаете, браќата и сестрите, кога разбрале дека ќе има тие проблеми, прво нешто што му рекле, ти мора тие работи да ги оставиш. Но тој си бил искрен и рекол, не можам. Не можам. Посилно е од мене, не можам. И тие пак му рекле, ама знаеш, тоа ти штети, треба да го оставиш. И неколку недели така поред,
И неговиот одговор секогаш бил ист. Не можам, посилно е од мене. Не можам. Исто како пред вас да имате некој джим, како да го имате Голијат, ај победи го кога е посилен од тебе. Но она што не го знаел е дека всушност тој има еден Бог кој што е многу посилен од тие зависности. И христијаните рекле, ќе се молиме заедно со тебе, предај му твојот живот на Исус Христос, тој може да ти помогне. Има една поговорка кој што вели, не му кажувај на Бог колку е голем твојот проблем, туку кажи му на проблемот колку е голем твојот Бог. И тоа е оно што одговара токму за една ваква ситуација. И знаете што кажа тоа момче? Вели, со Божја помош, за кратко време јас ги победив сите овие три зависности. И сега тој му служи на Господ, ослободен од сите нив. Тој го победил неговиот Голијат. Затоа прашувам, кој е твојот Голијат со кој што ти се бориш? Можна да е одредена религиозност. Може да се некои стари традиции од кои што се уште не си спремен да се откажеш. Може би си велиш, баба ми вака правеше и јас така ќе си правам, не можам да го оставам. Баба ми правеше некои адети, не знам, одеше на бајачи и гатачи, баба ми во ова веруваше и јас во тоа ќе си терам. Може би са некои верувања кои што знаеш дека не му се угоди на Бог. Може би тоа е верување во, не знам, во астрална некаква енергија, може би во хороскоп, и се уште не можеш да се ослободиш. Кој е твојот Голијат? Вистината е дека Господ може да ти даде победа. Затоа што тој му даде победа и на Давид. Слушнете, кога Давид застана пред Голијат, на што се повика тој нешто? Вели во 45 и 46 стих. Велија Давид му одговори на филистеецот. Ти доаѓаш против мене со меч, со копје и со штит, а јас доаѓам против тебе во името на Господа на силите, Бог на Израелевите чети, што ти ги предизвика. Денес Господ ќе те предаде во мојата рака и јас ќе те убијам. И читаме 49 и 50 вели, Давид посегна со раката во торбата, извади камче од неа, го фрли од праќата и го погоди филистеецот во челото. И камчето му се закачи во челото и тој падна ничку на земјата. Така Давид со камче и со праќа го победи филистеецот. Но што беше изворот на силата на Давид? На што се надеваше Давид во неговата победа? Пишува Давид вели, ти доаѓаш против мене со копје и со штит и со меч, но јас доаѓам во името на Господа на силите. Тоа беше изворот на неговата сила, изворот на неговата победа. Тој знаеше за кого и со кого се бори. Знаеше кој е на негова страна. И причината зошто ние можеме да се повикаме дека сме победоносна црква не е затоа што имаме многу пари. Ние не можеме да се надеаме на парите. Не сме некоја богата црква. Не можеме да кажеме ние пливаме у пари, затоа ќе го промениме овој град. Не можеме да кажеме дека имаме некоја голема зграда, па е зградата ни импозантна и ќе ги импресионираме луѓето во кавараци. Нито пак можеме да се пофалиме дека имаме јаки врски, се знаеме со градоначалникот и затоа ќе направиме многу работа. Така ли, Јаце? Но ние имаме некој многу поголем кој што го знаеме. Ние се надеваме на Господа на силите. Нашата надеж и нашата вера е во Господ Исус Христос. Слушнете што вели апостол Павле. Апостол Павле вели, се можам затоа што сум многу богат. Или вели, се можам затоа што сум многу учен и имам титули. Не, апостол Павле во Филипјаните вели, се можам преку Исус Христос кој што ми дава сила. Тука е нашата победа. И во Римјаните 8 глава Павле вели, ако Бог е со нас, кој ќе биде против нас? Може да има луѓе што ќе бидат против нас, но кој ќе устои против црквата? Зашто вели ние сме повеќе од победници преку Христос кој што толку многу не засака. Апостол Павле кажува дека сме повеќе од победници. Зошто? Затоа што Христос е на наша страна. И пред самиот крај сакам да истакнам уште една духовна вистина овде. Овде го гледаме Давид како се бори со Голијат, но во позадина гледате
како војската е наредена, Израилевата војска. Читаме дека тие беа сите исплашени. И читаме кога голиот филистеецот повикуваше на битка, тој постави еден услов. Тој рече, ајде, пратете од вас еден човек што ќе се бори во име на целата војска, во името на сите вас. И тој постави еден многу интересен услов. Голиот рече, ако јас победам, сите вие ќе ми бидете робови. А ако вие победите, ние ќе ви бидеме робови. Значи, од победата на Давид или од неговата загуба зависеше дали израелците ќе бидат робови или слободни. Од еден човек. И кога тој излезе да се бори, и кога тој победи, заради неговата победа, уживаа сите останати, уживаа слобода. Гледате, тој се избори не само за себе си, него се избори за сите останати. Она што тој го направи не беше само негова победа, беше победа на целиот негов народ. Сите уживаа, всушност, привилегија од победата на Давид. Зошто го кажам ова нешто? Понекогаш кога ние решаваме да истраеме како христијани, да бидеме постојани во нашето чекорење со Господ, од таа наша победа многу пати зависи спасението и на нашите блиски. Ние не сме ни свесни дека ако ние истраеме во нашата вера до крај, ако ние решиме да го следиме Господа верно, секоја недела да доаѓам на црква, секоја недела ќе му се молам на мојот Господ, секоја недела ќе се застапувам за моите блиски, ако јас победам и истраам до крај, од нашата победа зависи спасението на нашите блиски. Ќе покажаме на табела, може да ја видите. Ова е направено истражување во Америка кој што покажува каков ефектот од тоа кога некој од семејството доаѓа на црква. Пишува кога таткото ќе поверува во Христос и ќе почне да оди во црква, 93% од семејствата почнува да го прават истото. Значи во 93 случаеви и семејството негово ќе го следи. 93%. Кога мајката прва ќе поверува и ќе почне да оди во црква, 17% ќе ја следат. А кога детето ќе поверува, 3,5%. Погледнете колку е важно јас и ти да сме тука во црквата. Дека од нашето присуство зависи дали нашето семејство ќе го следи Господа. Ако јас и ти истраеме во нашата вера, од нас ќе зависи спасението и на нашите блиски. Затоа кога Давид победи, не беше само негова победа. Читав скоро за еден пастор кој што за жал ја загуби битката и тој беше фатен во прелюба, тој падна во грев. Беше исклучен од црквата, но бидејќи беше познат пастор, кога тој беше фатен во грев и падна во неговата битка со гревот, 45% од членовите на црквата престанале да доаѓаат на црква. Може да мислите, скоро половина црква. Одлучиле, јас со ваков пастор не сакам да идам веќе на црква. Замислете колку зависи од нас дали ние ќе бидеме верни и ќе живееме победоносен живот и спасението на другите. Затоа е важно да останеме истрајни, да победиме, бидејќи не победуваме само за себе. Но има и друга страна на паричката. Оде ќе препознаете на следната слика еден многу познат знак. Супермен. Спайдермен, може би, да. Супермен. Ние до сега зборувавме за Давид и веројатно повеќето од нас сакаме да се поистоветиме со Давид. Давид е тој што победи во битката, нели? Но многумина од нас можеби не сме во позицијата на Давид. Многумина од нас веројатно повеќе ќе се најдеме и ќе се препознаеме во војската таму што стоеше од страната и чекаше да дојде некој и да ги избави од оваа очајна ситуација, засрамувачка ситуација. Јас и ти многу пати веројатно сме таму, нели? Стоиме помеѓу војските и викаме ќе се најде ли некој да го победи овој Голијат, ќе се најде ли некој да не избави. Скоро гледав филм, една серија всушност со Супермен. Супермен, знаете дека тој многу пати, нели, си ја крие мајзата и се преправа како Кларк Кент, но во серијата
Тој во една ситуација беше спасил, не знам, еден човек во една тешка ситуација и целиот град разбра дека Супермен е тука во нивниот град. И тие се навикнаа Супермен на повеќе пати да интервенира и секогаш кога имаше некаква ситуација, дури некаква бизарна, тие чекаа Супермен да дојде да ги спаси. Не знам, мачето се качило на дрвото и тие Супермен, Супермен, чекат Супермен да дојде. На еден му пукна гума на колата и тие чекат па Супермен да дојде гумата да му е смени на колата. И јас ја гледам серијата и свикам, мам бе вие луѓе, Супермен ли се да ги оправа? Дели се, ќе се научиме дека има некој суперхерој и ајде тој нека дојде, нека не спасува. И често пати си велам дека во слична ситуација некој се однесуваме и ние. Сите ние сме христијани. Сите ние го имаме Светиот Дух во нас. Сите ние потајно можеме да бидеме Супермен и да реагираме во одредена ситуација. Но ние чекаме некој друг да го направи тоа. Некој Супермен, друг Супермен да долета и тој да ја спаси ситуацијата. Сите знаеме дека нашите комшии треба да слушнат за Исус. Ама сите чекаме некој друг да дојде и да ги каже, нели? Кој ќе му каже на комшијата за Исус? Кој ќе му каже на колегата? Дури понекогаш и знаат да кажат, пасторе, ај дојди ти кажи им, нели? Но Господ ни дал на секој ден на нас можност да му кажеме. Зошто да чекаме некој Супермен да дојде? Зошто да чекаме некој од страна да ни даде пари за да ја платиме киријата? Постојано треба да чекаме некој Супермен од Америка, тој да не испрати пари. Зошто да чекаме некој од Америка да дојде за да направиме евангелизација во градот? Често пати ние чекаме некој друг да дојде да ја заврши нашата работа. Како што војската чекаше да се појави Давид за да ги спаси. Иако во војската овде имаше сигурно многу посилни, многу пообучени, многу поспособни војници од самиот Давид. Па сепак тие чекаа едно момче да дојде. Немале храброст за тоа. За жал. Но затоа јас вечерва проповедам, бидејќи сакам вечерва да во вашето срце ставам храброст и вера дека вие сте доволно способни и Бог го ставил Неговиот дух во вас. И сакам да ви ставам и храброст и вера дека можете и вие. И ти можеш да бидеш Давид. Не мора да чекаш некој друг Давид да дојде. И Давид може да биде Давид. Нели Давид? Јас сум пијачо. Така да, дури ако, како Давид, дури ако ги немаме сите алатки, дури ако не сме обучени, дури ако го немаме оружјето што го имаше Голијат, ние можеме да бидеме победници, да направиме многу повеќе. Ке споделам уште еден пример и со него ќе завршам. Не знам колку мина од вас сте го гледале филмот Хацкау Рич. Така се вика. Филмот е снимен според вистинит настана. Ова име на Рит во Јапонија, во Окинава. И така го носи името и таму се одвивала една од најтешките битки за освојување на ова место. И филмот зборува за едно момче по име Дезмонд Дос. Овој човек, кога бил регрутиран за во војска, тој бил христијанин, бил адвентист христијанин и верувал дека не треба да убива. И тој го кажал тоа нешто и пред неговиот каплар или што и да било и рекол, јас можам да учествувам, но нема да носам оружје. И на почетокот заради тоа беше во затвор, но на крајот решија да го стават да биде болничар со целиот негов одред. И кога го пратија во Јапонија, неговиот одред се качи на ридот, на тој рид што го носи името Хацкау Рич, и тие таму ја водеа најтешката битка. Беа десеткувани, беа убивани, беа сите ранети. Но овој човек, Дезмонд Дос, кој што претходно беше исмеван заради неговата вера, беше исмеван и беше сметнан за слабак затоа што одбиваше да носи оружје. Тој реши да отиде исто на бојното поле и да го пронајде секој еден од неговите војнички другари што се уште е жив и да го извлече. И додека на сите страни летаа метци, на сите страни фрштеа бомби и се живо, тој еден по еден ги извлекуваше од бојното поле на сигурно. И секогаш кога ги извлечеше еден, застануваше на молитва и велеше, Боже, дај ми сила да спасам уште еден. Во тој ден, пред да биде целосно исцрпен, Дезмонд Дос успеал да спаси 75 војници. Може да мислите, и многумина од нив, ако гледате филмот, ќе видите дека ги носи на грб, ги носи на рама.
После ги спушта, да, од самиот риб ги спушта по една карпа долу. Самиот тој при тоа е ранен, го ризикувал својот живот и на крај тоа е единствениот болничар кој што добива медал на честа во историјата на американската војска. Овој човек кој што ниту имал оружје, кој што ниту бил обучен да војува, успеал да спаси 75 души. На крајот целата негова чета му дава чест. И додека тој ги спасувал, таму ја загубил неговата Библија. И интересно е што откако завршила војната, а откако успеале да го освојат после 10 денови да го освојат овој рид, целата негова чета одат сите заедно да ја барат неговата Библија. Да му ја дават. Вреди да го погледнете филмот, навистина е прекрасен и носи една силна порака, но она што сакав јас преку овој пример да го пренесам е дека многу пати како Дезмонд Дос, можеби во овој свет, ние си мислиме не можеме да направиме ништо. Затоа што ја немаме силата, можеби еве како за него си велеле, тој нема ни оружје, ни знае да ракува, но тој успел да спаси 75 души. И Господ може да употреби и тебе и мене, како што го употреби и Давид, да направиме многу повеќе од оно што си мислиме. Бог може, доколку му веруваш, да направи, да ја победиш ситуацијата со која што се соочуваш, да направиш повеќе и за себе, и за твоето семејство, и за неговото царство. Амин. Може да се исправиме, да завршиме со молитва.